А во месецот на машко здравје зборуваме за подигнување на свеста, за превенција и рано откривање на машките болести, но зборуваме и за новите процедури за нивно лекување и третман. Мои гости во студиото денеска се професор доктор Сашо Докчев, хирург-уролог, директор на клиниката за урологија, шеф на тимот за трансплантација и председател на Македонското здружение за урологија. Добар ден и добродојдовте. 3 во 1. Да. Благодарам, секогаш со драга волја се сте гости во студијата на Македонската телевизија. Добар ден и добре дојде за асистент доктор Димитар Трајковски, хирург-уролог од клиниката за урологија. Како сте денеска? Благодарам на представувањето. Добар сум. Ете, после работа да дојдеме да учествуваме во вашата емисија. Да го одбележиме месецот на машкото здравје, затоа што токму овој месец, ноември, стана синоним за машки месец, посветен на машкото здравје и подигање на свеста, како што реков, за превенција или рано откривање на машките болести, без разлика дали станува збор за малигни или бенигни заболувања на простатата, кои го намалуваат квалитетот на животот на мажите. Подигната ли е свеста кај мажите да доаѓаат на прегледи насекаде во нашава држава? Па да, сега ние уролозите во овој месец сме најинтересни, иако и останатите колеги нормално од другите специјалности може да кажат исто од нивниот аспект, меѓутоа ние ради тоа што наш предмет, да кажам, на изучување и на третман се машките полни органи, сме најповикани да говориме за овие болести. Тоа се болестите на простата, на тестиси и на пенис. За жал, за малигните зборови. Меѓутоа не се на одмети за бенигните да поведеме внимание, зашто и тие знаат да се однесуваат агресивно со своето развој ако не се лекуваат на време. Па да ви кажеме, податоци ќе ви кажам од минатиот месец. Над 500 прегледи имаме само во нашите амбуланти. На клиника за урологија, зборам за машката популација, над 70 биопсии на простата имаме направено само во еден месец. Тоа е еден добар скрининг што го користиме за рано откривање на карциномот на простата. Без тоа не можеме да кажеме, ние можеме да се посомневаме, меѓутоа без биопсија не можеме да докажеме карцином на простата. Така да јас сум задоволен. Секоја година се повеќе и повеќе мажите ја зголемуваат својата свест да доаѓаат на преглед барем еднаш годишно. Тоа е и препораката. Тоа е од нашата Јас би сакала да кажам дека и на глобално ниво секоја година се повеќе мажи се под ризик од сериозни здравствени последици поради недоволна информираност за болестите и токму затоа ги правиме овие разговори и упатуваме апели за да може да се подигне свеста. Би сакала тука да го вклучам и доктор Трајковски. Рековме дека апелираме и секако подсетуваме за редовни прегледи кои што можат да помогнат во рано диагностицирање на болеста, а сето тоа пак овозможува и навремено третман и лекување на болеста. Која е ризичната група според возраст и кога треба да се започне со редовни прегледи? Па, некаде 50-та година е пресек од кога... Но дали се намалува старосната граница последниве години? Па да, постои тенденција, се препорачува веќе по оние препораки кои ги ние добиваме од Европска уролошка асоциација, дека се спушта за некои 5 години повеќе, но се уште 50-та година е пресек, со исклучок за оние кај кои во семејството постои така наречена фамилиарна анамнеза, односно имаат родител, брат или некој поблизок роднина кај кој е потврдено присуство, конкретно збориме за карциномот на простата, таквите 5 години порано имаат обврска да почнат со прегледи. Од 40-45 година најкасно да поведат сметка за тоа. Инаку самото тоа што бенигната простатична хиперплазија или народски кажано зголемувањето на простатата со сите тие последични симптоми е најчесто заболување кај машката популација после 50 годишната возраст, зборува колку е тоа фреквентно и колку е тоа потребно да се следи. Ја споменавте бенигната простатична хиперплазија, односно зголемување на простатата, која што представува и најчесто диагностицирана заболување кај возрастните мажи. Сега за да се диагностицира навреме треба освен редовни прегледи да се следат и знаците и симптомите. Врз основа на тоа ќе кажеме и зошто е потребно лекување и што ќе се случи ако не се лекува. Кои се ризиците? Па, како не? Прогресијата на болеста води до тешки последици. Се оштетуваат сите органи уринарни. Простатата е орган кој не учествува во кај уринарните органи, меѓутоа заради нејзината местоположба,
и како расте простатата, делува на уринарните органи, се оштетува мочниот меур и ако не се лекува, се оштетуваат и горниот уринарен тракт, како ние што го викаме, и бубрезите, и доведува до некојаш и до инсуфициенција. Така, меѓутоа многу често мажите знаат да ги занемарат симптомите. Како не. Симптомите се исти, и кај бенигните, и кај карциномските, нема нешто посебно. Така. Сите прашуваат, ама неам крварење, хематурија, нема, ама не е битно да имаш крварење, не. Важно е, значи секој пореметено мокрење треба да се нотира и да се упати од матичните доктори пациентот на уролог, за да ние откриеме на вистина за што се работи. И во што е порано фаза. Имаме сега и успешна третман, медикаментозна терапија имаме успешна. И веќе кога таа нема да даде резултати, преоѓаме на нашите оперативни методи, кои за среќа имаме голем избор. Еве сега имаме и нови технологии, за кои претпоставувам сакате и да секако ќе проговориме и за тоа. Да, споменавте. Да, имаме успешно лекување. Успешно, и ја апелирам до сите барем еднаш годишно после 50-та година да дојдат на преглед. Ништо страшно не е, прегледите се многу едноставни. Едноставни преглед. Има еден незгоден преглед, сега тоа е факт. Тоа е прегледот преку ректумот, односно дебелото црево, мора да се пипне простатата. Тоа е најважниот преглед. Меѓутоа тоа е неизбежно и мора да се диагностицира за да понатаму се продолжи третманот. Другите се преку третманот. крв се одредуваат анализи, простата специфичен антиген, имаме други ехо и така натаму, да не ги замараме сега гледачи. Така, и пред да почнеме со најсофистицираните и најсовремените апарати кои што ги имате на клиниката за хируршки зафати, кои генерално би биле советите кои што ќе ги упатите домашката популација околу грижа и подигнување на свеста за своето здравје? Како што напоменав, еднаш годишно, после 50-та година, како што кажа колегата Трајковски, после 40-та година се оптеретени оние навистина кои имаат фамилиарна анамнеза и тоа е некоја теорија за онкогенеза. Иако не е докажана докрај, меѓутоа постои. Очигледно дека постои, имаме примери. Јас ќе ви кажам, најмлад пациент сум оперирал на 45 годишна возраст од карцином на простата. За среќа пациентот е добар, го памтам и 2-13 години е одличен. Али имаме и таков пример, за жал, на 42 годишна возраст се откри карцином на простата со далечни метастази по коските. Тука веќе, за жал, не можевме нешто да превземеме. Затоа е многу важно раното диагностицирање. Поготово за овие... Така, и генерално главните цели на лекувањето се да се олеснат симптомите, но и да се подобри квалитетот на животот на пациентите, како и да се спречат компликациите кои што може да настанат. Апсолутно, посебно кај карциномските заболувања. Сега одиме со она што го најавивме. Клиниката за урологија располага со најсофистицирани и најсовремени апарати за хируршки зафати за пациентите. Со помош на ова иновативна опрема мораме да истакнеме дека заедно и со стручноста и секако експертизата на здравствените работници, клиниката го обезбедува третманот со најдобри резултати кои што ви се потврдени за пациентите кои имаат потреба од лекување на оваа клиника. Сега, кога сме кај третманот, подолг период на клиниката за урологија воведена е нова метода со тулиум ласер за уролошки процедури. За какви методи, какви процедури станува збор? Да, тоа е најновата технологија која се употребува на нашата клиника и за прв пат е воведена во нашата држава нормално. Тоа е со тулиум ласер процедурата. Еве ја гледаме и фотографијата, ова е една од првите изведени процедури, ние бевме присутни токму на... Така, ова година и пол има од тогаш, ако не се лажам, под менторство тогаш работевме, бидејќи прв пат работевме на колегата Калчев од Република Бугарија, со кој имаме извонредни односи и кој многу ни помогна за да почнеме со оваа метода, која веќе еве до денеска изведуваме сами. Се работи за најнова технологија, со најдобриот ласер воопшто што постои во светот, го имаме за среќа кај нас, така да го употребуваме веќе колку 50-тина пациенти веќе имаме. Да, околу 50. 50 пациенти. 50 имаме. Ќе ме поправи Диме, бидејќи Трајковски колегата, бидејќи он и веќе и други колеги, па јас сум задоволен да ви кажам за година и сега говорам и као директор. Сакам да ја промовираме тоа да не двајца-тројца да работат или еден, да можат повеќе колеги да работат и веќе се едно 2/3 да кажем од нашиот стручен колегиум веќе ја пробаат техниката и се задоволни. Бројот на операциите кои што го кажавте и успешноста на изведени операции потврдува дека тимот на клиниката кој што работи со овој ласер успешно изведува операции на простата, затоа сте и двајцата овде денеска гости како дел од тимот кој што успешно ги изведува овие ласерски процедури. Да кажам и уште нешто, јас сум ментор на неговиот докторат кој е за ласерската технологија. Тоа е уште еден придонес
за прв докторат со таква технологија во Македонија. Само ќе кажам дека и како земја сме пионери во регионот, но и во европски и светски рамки, затоа што немаат многу држави околу нас воведено вакви лазерски третмани. Па не сум сигурен многу, ако знаеш, во Србија има и таа работа исклучиво со колегата Калчев во Београд, во приватните клиники. Но не и во јавно здравство. Во јавно здравство мислам дека нема. Само Бугарија и Грција, колку што знам, колку што ми е мене познато, има во јавно здравство достапност. Ние сме меѓу првите. Така да тоа е сепак пред нас за техника која е прилично нова. Така, доктор Трајковски, ќе ни кажете малку повеќе за предностите, можностите и придобивките од ваквите зафати? Ова е по мене исклучително благодарна метода, пред се за пациентот, но и за хирургот, докторот кој ја изведува. Зошто? Бидејќи ласерот, тулиумскиот ласер, има такви карактеристики, перформанси, со кои практично имате на приказот, имате можност за практично бескрвно сечење во простатичното ткиво или во некое друго ткиво во организмот, зависно за кого е наменето, односно кој го користи. Нешто што порано одеше во интервенција која неретко беше крвава, зависно од самата простата и компликации можни тековни во операцијата и постоперативно. Сега со примена на во принцип секој еден ласер, особено тулиум ласерот, има голема предност да практично може да ја изресецирате, одсечете во помали парчиња, бескрвно, истите да ги евакуирате и пациентот по 2 дена си оди дома. Особено оние пациенти кои доаѓаат на клиниката, а такви се по просек 50% со катетер. Тие пациенти едноставно немаат алтернатива, се врзани за катетер и вие после операција по 2-3 дена го пуштате без катетер. Тоа е неверојатна сатисфакција некој кога си оди во таква ситуација. Сето ова за кое што говориме денес е одлична потврда за искористување на можноста кога имате најсофистицирана и најсовремена апаратура за хируршки зафати, но и имате обучен кадар кој што знае да се носи со новите предизвици на модерната технологија. Па ви кажав, јас сум задоволен од моите колеги, да кажем, јас како најстар таму уште еден има колега што сме исто годиште. Другите се релативно помлади од нас и време они да продолжат понатака. Секако. Така да јас ова не е прв пат да работиме ние со ласер. Ние имаме пред 10 години, можеби повеќе. Јас сум еден од првите кои почна со таа постапка, со така наречениот green light ласер. Тоа беше техника која беше промотивна, меѓутоа не заживеа. И јас лично не бев задоволен. Тие први неколку пациенти што ги оперирав, не ми остави некој посебен печаток. Ова сега е сосема друго нешто. Одлично. Уште еднаш останува. Што треба. Да. Останува апелот до сите млади да прават само преглед како превентива за рак на тестици и генерално на целата машка популација да се грижат за своето здравје. Зашто се многу опасни заболувања. Така. Ако се откријат во рана фаза, се излечиви, али ако се откријат во подоснежна фаза со далечни метастази, навистина се витално загрозувачки. Јас ќе ви се заблагодарам многу за гостувањето во емисијата денес, кој ми беше задоволство, ќе имам и наредни прилики во некое ново издание.